Во ова издание, илјадници бегалци го напуштаат Авганистан, некои евакуирани со авиони, а некои пеш по топлото време. Пепел и пустош, пожарите низ македонските шуми оставија длабоки еколошки и економски последици. Патување низ светот од удобноста на вашиот дом. Виртуелни туристички тури стануваат се попопуларни. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Го следите Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Никола Крстик. Делата, а не зборовите, тие се важни. Ова на талибанците им го порачаа Соединетите држави и Обединетото кралство, кои најавија и дека ќе работат со други земји за да развијат координирана стратегија за Авганистан, која ќе осигура дека таму ќе се почитуваат основните човекови права и достоинството на граѓаните. Во меѓувреме илјадници бегалци се уште го напуштаат Авганистан. Дел од нив и со денови одат пеш низ пустините на над 40 степени. Овие луѓе пристигнаа во провинцијата Ван во Турција, откако оделе пеш на 20 дена во топлото време од Авганистан и низ Иран. Тие се меѓу илјадници афганистанци кои неодамна побегнаа од својата земја поради зголемените вооружени конфронтации меѓу афганистанската власт и талибанците. Ги минувавме ноќите во планините, а преку ден одевме пеш под сонце без храна и вода. Целите стапала ми се со плускавици. Навечер е студено, многу студено, а преку ден е многу жешко. Турските официјални лица во Ван велат дека имаат регистрирано повеќе од 34.000 бегалци кои пристигнале од Иран. Најголемиот дел од нив се афганистанци. Над 1400 бегалци и 11 шверцери се притворени поради нелегално минување. Бегалците кои минуваат границата често се враќани назад откако ќе бидат фатени од турските стражари. Тоа не е легално, тоа е нелегално. Откако луѓето ќе минат преку границата и ќе стигнат во Турција, полицијата или жандармеријата која ги фаќа мора да ги регистрира во системот, откако ќе заврши со процедурата како идентификување и земање отпечатоци од прсти. Гласот на Америка дознава дека шверцерите често ги транспортираат афганистанците ноќе, користејќи опасни рути преку Пакистан и Иран до Турција. Децата се најранливи при ова патување кој има една крајна цел – Европа. Пешачевме цела ноќ без да знаеме каде одиме. Пешачевме низ пустини и по патишта. Околу нас се собираа бездомни кучиња. Децата беа многу исплашени. Кучињата не бркаа и речиси ги нападнаа децата. Влеговме во џамија каде спиевме 2 часа и потоа продолживме со патот. Бог нека ни е на помош. Речиси 3 милиони бегалци и баратели на азил низ светот се афганистанци. Меѓународната организација за миграција проценува дека бројот на афганистанци кои нелегално ја минуваат турската граница е зголемен за 30 до 40% од мај, откако меѓународните сили започнаа да се повлекуваат од Авганистан, а талибанците ги изголемија нападите. Талибанците го нападнаа нашето село, ги запалија сите куќи, запалија се, ги запалија нашите фарми, нашите производи, овоштарниците и полињата со жито. Илјадници хектари висококвалитетни шуми претворени во пепел и во пустош. Освен еколошки, пожарите имаат и сериозни економски последици. Тоше Огњанов посети неколку малешевски села и ја пренесува маката на локалните жители. Со итно гаснење трупец, што повторно се разгорел, ја пошлавме обиколката над Беровското село Будинарци. Тоа беше едно од најзагрозените во еднонеделната огнена стихија во Малешевијата. Па изгорени се неколку илјади хектари на целото Будинарци, општина Берово. Овде е зафатен пожарот во атарот над Будинарци, иде нагоре до селото Разловци, значи продолжува дури во општина Делчево, нагоре е пеплосано сел Ломие. Низ пеплосаниот рит не придружуваше Стојан Рабаџиски, жител на селото. Во пожарот изгубил 7,5 декари шума. Тоа сега прв пат тоа се случува, толку илјади хектари на шума да изгорат. Па тоа не го паметам ни јас сум 45 години, јас паметам од 5 до 6 години, тоа не било никогаш. Малешевските шуми се екзистенција за луѓето од тој реон.
Ја користеле за експлоатација на дрво, но и за берба на плодовите што ги дава природата. Луѓето од тоа живеа, пошто овој регион е типично планински регион, земјоделието е сведено на скоро на нула. Малку луѓе чуваат крави, овци, нешто малку, и луѓето живеат исклучиво од собирање на габи, на смрека, на шумски плодови. А сега тоа не можат више да го прават, пошто на целата овде се е изгорено. Иста судбина споделува и Ванчо Сивевски од Робово. Изгубил негова шума и веќе стравува за следни климатски удари. Ке немаме вода, ке немаме вода за пиење, бидејќи сите знаеме дека трвјата ги приликуваат облаците. Од облаците се создава дош и врне. Сега ништо не може да привлече никаков облак. И така преку лете не врне дош, а од сега натаму не веруваме дека ќе заврне. Кого и да прашавме низ Малешевските села, веруваше дека доаѓаат катастрофални последици од пожарот. Климата ќе се смени. Што ми изгорена шумата, летата ќе бидат топли, зимата ќе бидат студени. Трвјата го создаваат кислород. Ако нема трвја, немаме ни кислород. Фати некој облак лошо време, значи силен доши град, пошто сега нема што да го штити, тоа ќе однесе, тоа ќе целото ќе го однесе. Тоа што го посакуваат е брз процес на пошумување. Потоа треба да се пошуми. Еве ги шумските стопанства сега. Значи, треба да има доволен број насадници, работниците од шумските стопанства, како и ние мештаните, доброволци, учениците, ако треба да се земат, да им се плати учениците од гимназија, од основно училиште и да пошумат. Сепак, не секој се надева на соодветен одговор од надлежните. Помош од државата нема да бараме, пошто нема да ни даде помош ништо. Со тек на времето ќе видиме документ. Треба да дое на лице место шумски инженер, да утврди, да подпиша дека тоа е се опожарено, али тоа ќе мине време сега, не може да тоа ќе мине 2-3 месеци и да дадат дозвола да го исечеме се и мора да се продава, да се избичам за мене материјал за кровот и нешто ако остане да се продаде. Пепелта и јагленосаните дрва создаваат морничави чувства. Птици не се слушаат, животни не претрчуваат. Сепак жителите се надеваат дека животот во шумите бргу ќе се врати. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов. Седите дома, а шетате низ светот. И тоа е можно. Погледнете како. Оваа програма за млади лидери во Северна Каролина вообичаено секоја година организира патување за да го прослави матурирањето на учесниците. Но за време на пандемијата тоа не беше можно. Тогаш си реков што може да направиме за тие да искусат нешто налик на патување. Евеина Роз, директорка на програмата, добила идеја за виртуелна тура со израелската компанија Hopa Tour. Учесниците како дестинација ја одбрале Австралија. Come and join me as we learn all about Australia's plants and animals. Турата беше пренесувана во живо и беше интерактивна. Тој ни објаснуваше направи да биде забавно. Видов различни планини, различни видови птици. Изгледаше како сосема нов свет. Доминик Дорази е професионален туристички водич во Сан Франциско веќе 30 години. Но во 2020-та мојот распоред на работа едноставно колабираше. Со малку опрема и со софтвер од Hopa Tour, тој беше подготвен за пренос во живо. You are on the main drag of Chinatown. Hi, Lily. За време на турата учесниците може да поставуваат прашања. The fortune cookie as we know it was invented right here in San Francisco. Иако патувањето во градот се враќа, Дорази мисли дека виртуелните тури кои чинат од $14 па нагоре ќе останат. Comes at a good value. Тоа е добра вредност за цената. Еден часовен пресек на град или дестинација. Ние не се обидуваме да го замениме вистинскиот туризам. Се обидуваме да создадеме дополнителни можности за нови места, можеби по екзотични дестинации. Речи си како да сте таму, но без да ги почувствувате локалните мириси и вкусови. Тоа беше се за ова издание. Поздрав од Вашингтон.
Moscow.